Гробови. Безречита меморија која раскажува толку многу историја. Отворена книга на спомени во која се запишале вековите со мирис на барут, војните со своите безбројни човечки жртви, мизеријата, која се довлечкала со првиот испукан куршум. Носат различни имиња, напишани со различни транскрипции, обележани со различни чинови, а сепак умреле по иста команда. Битола со незацелените рани од балканските војни го пречекува пред вечерието на Првата светска војна и го живее својот живот развлечен меѓу можностите и напорите да се преживее денот. Почетокот на 20 век на територијата на Македонија, која во тоа време обстојува како поделена територија меѓу соседните земји, се тркала страв низ улиците, дека ветровите повторно ќе навеат некое зло кое полека но сигурно се чувствува во воздухот. Се чувствуваат политичките и воените превирања кои претходат на Првата светска војна, а кои се шират во регионов. Сиромаштија, глад, умор. Се повеќе навеваат размислувањата да се замине некаде, да се оди на бурбет. Градот на конзулите, на клавирите, на песните, тоне во меланхолијата која му ја наметнува времето и јавата со мирис на нов барут. Битола, Белачешма, 1911 година. Во топлината на овој дом, младиот брачен пар Фотина и Коста ќе ја закотват својата судбина. Кондураджискиот занает во вештите раце на Коста ќе донесе неколку мирни години на семеен живот. Во 1912 година, мајкините Скутови ќе ја дочекаат радоста на првата рожба, керката Ерефили. Таа, радоста на раѓањето заедно со своите родители ќе ја подели со 6 деца: Петар, Панде, Александар, Анастас, Маријанти. Со нив, годините на сиромаштија некако полесно ќе се тркалаат низ смеја, радост, детски џагори и игра. Но, низ оваа крстосница на која се пресекуваат истокот и западот, не израснала генерација без свирежот на понекој куршум и татнежот на бомбите. Ке стигнат години на војна, на криза и сиромаштија, а спасот ке мора да се бара далеку, преку големата вода. Во почетокот на 30-тите години на минатиот век прв ке замине таткото, како искусен занаетчија ќе ја најде среќата некаде далеку во Америка. Бродот за секогаш ке го отргне од неговата Фотина и децата. Океанот ќе ја потопи помислата да се врати назад и тој за секогаш ќе остане во Америка. По некој грош, по некој абер, ќе ја подгрее надежта на младата мајка дека некаде таму, многу далеку, некој мисли на неа и на нивните деца. Оти овде. Овде таа е и мајка и татко, и бедем на честа и достоинството. Работела се што може и умее за да ги нахрани децата, да ги израсне во вистински домаќини, во чесни и вредни луѓе. И може би Фотина катадневно се молела за минувањето на незиниот домаќин да биде последното заминување од семејството Матевски, но годините нема да ја услишат молбата. Соочени со случувањата во Македонија, соочени со тешките времиња и сиромаштија, двајцата синови на Фотина ќе заминат во Америка, кај татка си. И пак, бродови, денови кои се лулаат на океански бранови, непрегледни широчини, пустелија од вода и небо. Пейсаж
кој боли во празнотијата колку и предизвикот да се стапне на новото тло. Америка на 30-тите години од минатиот век ќе го понуди сето свое шаренило од полилеот кој го градат луѓе од многу нации од светот, кои овде доаѓаат со надежта дека ќе заработат повеќе од корка леп. Панде и Петар вредно заработуваат, но се грижат и за семејството кое останало во Битола. Се нижат години на макотрпна работа да се заработи, да се вклопат во новото општество, да остават белег зад себе. Напорен ден, а потоа брзо некаде во град, да се слушне радио, до каде се проширила војната. Вестите од боиштата патуваат брзо. Комуникациите и известувањата зборуваат во прилог на тоа дека нема нација која е поштедена од ова лудило. Се здружуваат сојузничките сили, се бара решение за војната која мора да запре. Се подготвува последниот удар. Битка која ќе биде пресвртница во текот на Втората светска војна. За тоа се бара голем напор и залагање од Америка. Сталин ги притиска своите сојузници да отворат фронт на запад, кој ќе го подели фокусот на војувањето на Хитлер. Рузвелт и Черчил конечно го прифаќаат предизвикот, а Двајт Ајзенхауер има план како да го изведе тоа. Мобилизација. Не било на македонецот да се плаши и дезертира, да бега пред можноста да се бори за највеличествената цел – слобода. Во Америка се регрутираат сите полнолетни мажи без оглед на раса и нација, а во нивната документација запис е најден само за Панде, заведен како Панда Матевиќ Водник. Панда Матевиќ. Идентификационен број 360327331. Место на пријавување 13.5.1941 година, Чикаго, Илиноис. Чин Водник. Оддел Единица за разместување Соединети Американски држави. Потекло цивилно население. Земја на раѓање Југославија или Црна Гора. Година на раѓање 1914. Раса, државјанство, белец без државјанство. Образование 2 години средно училиште. Цивилна професија полуквалификован работник за механичка обработка на метал. Брачна состојба самец, без лица во негово старателство. Армиска служба, мобилизиран по распоред. Заминуваат двата, како мобилизирани војници во американската армија, чин кој не можеше да биде избегнат. Во воените документи на историчарите се говори дека за оваа битка се бараат големи пристаништа за стационирање на огромна армада, која треба да ја најави пресвртницата на војната. За разлика од другите можни локации кои беа земени во предвид, Нормандија ги понуди своите пространи плажи со огромен капацитет да примат голем број на возила, авиони, бродови и воени залихи. Плажи кои се заштитени од големи влијанија од ветрови, водени пространства кои овозможуваат доволен простор за маневар на бродовите. Поморските и воздухопловните согледувања ја избираат областа од потегот Пас де Кала до Котентин во Нормандија, северна Франција, како иницијална локација. Вторник, 6 јуни 1944 година, 6 часот и 30 минути наутро. Од Англија кон брегот на 5 плажи напредуваат авиони, бродови, тенкови, да направат мостобран на западната зона на нормандиското подрачје. Мрак, магла, збиени тела во транспортери кои се наближуваат кон брегот, возбуда која гуши во воздухот, непознат терен, вода до гуша. Секоја следи својата команда.
војници од различни нации од многу земји. И македонците, Панде и Петар, судбината ќе ги донесе тука, во Нормандија. Следејќи го својот распоред, јуришаат на поставените цели низ метежот на битката. Случајни актери во туѓа представа, нова улога која те тера стравично да размислуваш за секој твој чекор. Не било војна без македонци, ќе потврди историјата. Ретко на своја страна, а многу почесто на оваа, онаа, секогаш друга страна на фронтот. Брегот на Нормандија. Битка која без престан трае неколку недели. Војници паѓаат едни по други, лелеци одекнуваат од повредените. Петар е ранет, Панде паѓа мртов. Телата на загинатите војници во битката, наречена Денот Д, беа погребани на 6 гробишта околу самото боиште, каде и ден денес се уште ги бранат своите позиции како колективна меморија за една голема битка која ќе стави крај на војната. Надгробните крстови се поставени на тој начин за да се гледаат од секоја перспектива од плажата Омаха. Дел од нив на барање на семејствата се пренесени во нивните родни земји. Телото на Панде Матевски беше пренесено во Чикаго, Илиноис. Веста за загинувањето на Панде дојде и до неговата мајка. Како да не и беа доста нејзините битки, па сега мораше да голта горчини и од туѓите. Посака и изрази желба Панде да биде погребан во неговата битола. Ако не му се нарадува на сина си на животи, барем да има кој свеќа да му запали и помен да има. Не било де късмет во Америка да оди за свадби и крштевки, туку за прв пат ќе ја види Америка за да го донесе оттаму телото на Панде. 10 дена во Чикаго. Документација, подписи, долги чекања, луѓе кои нешто зборуваат, а таа ништо не ги разбира. Што дочека Фотина, што дочека. Го испрати сина си со мал куфер, а го пречека во голем. Во битола ги пречекаа роднини, пријатели, комшии. Скромен погреб и болка која не избледе, се дори беше жива. Денес почива со исполнета желба да биде закопана во истиот гроб заедно со својот син. Тука, во Буковски гробишта, мир после сите своји битки најде Панде Матевски, син, печалбар, војник. Таму или овде, се едно. Овие камени обележја ја носат универзалната порака за мир и помирување меѓу народите. Да не се повторат војните и ужасите што тие ги носат со себе. Смртта на еден војник може да биде само лична трагедија, но смртта на илјадници војници може да биде само референца на една голема кауза – слободата и мирот. После 70 години од оваа битка на ова боиште повторно ќе се сретнат лидерите и војсководците. Но сега да издвојуваат една малку поинаква битка, да изградат стратегија за мир во светот. Комеморацијата за истоварувањето на 6 јуни 1944 година е настан со богата традиција за регионот Долна Нормандија. Од 5 јуни до 21 август 2014 година Нормандија ќе биде во центарот на вниманието, прославувајќи ја 70-та годишнина од Денот Д. Оваа годишнина ќе биде повод за размислување, но и за национално и меѓународно дружење и одавање поддршка на Нормандија за зачувувањето на важното културно наследство кое што го представуваат плажите на истоварувањето. Во текот на долгогодишната соработка меѓу Нормандија и Македонија се изградија многу соработки, пријателства, топли врски. Нормандија не ја заборави битката на Денот Д, а ние само подсеќаме на едно мало парче судбина, на македонецот кој беше тој ден таму, со сите други,
на Панде Матевски, војникот Рајан од Битола. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre devient s'écrouler. De ma part, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, je m'apporte les problèmes